Продолжуваме со Валам и влечеме од таму некои лекции за нас денес. Имаме доволно време, верувам. Видовме дека ѓаволот со понудените пари, заради тоа што Валам бил паролюбец, и преку ласкањето, затоа што бил горд, му го измешал умот на Валам. И тука некаде сме, да видиме, минатиот пат, ако се сеќавате, реков, уште една работа ќе спомнаме вечерва, која што знае и може да ни го измеша умот, а има исто врска со Валам, со случката со Валам. Но и на овие нешта ние не сме самите имуни, и минатиот пат го спомнавме тој стих, и еве ќе го спомнам сега, од тука почнувам, Римјаните 12.2, кај што се спомнува метаморфозата. Римјаните 12.2 вели: немојте да се прилагодувате со овој свет, туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум, за да можете да ја дознаете која е добрата, угодна и совршена Божја волја. Значи, Павле повикува овде дека не треба да се прилагодуваме со светот, затоа што клучното во стихот според мене е преобразување кој што треба да се случи, и тоа во нашиот ум, тоа е вистинското обраќање, треба тука да се случи преобразба, и со тоа всушност ќе знаеме што е и Божја волја. И со Божја помош ќе можеме да ја твориме Божјата волја, додека пак светот од друга страна, затоа треба да се клониме од светот, не учи и светските работи, и светот не потикнуваат да ја твориме својата волја. Или и од друга страна се и пречка да ја запознаеме Божјата волја. Затоа треба да се клониме од светот, значи да не се прилагодуваме кон овој свет, а гледаме светот во кој правец оди, се повеќе и повеќе. Ги спомнавме и минатиот пат, значи, гордоста на животот и похота на очите и похота на телото, како три главни основни категории на греот. 1 Јованово 2.17, значи во тој дел, во тој пасус, тој дел завршува со 1 Јованово 2.17, кај што се вели: а светот поминува. Сето ова што е во светот е минливо, поминува, еден ден ќе помине и неговата поход. А кој ја извршува Божјата волја, останува довека. Ние сме повикани, така и сме создадени, да бидеме вечни, но со падот во грев сме го изгубиле тоа. Господ сега повторно ни овозможува начин да бидеме вечни. Затоа не треба да ја бареме вечноста во светот, туку да се тргнеме од светот, и ако сме во онаа група на луѓе кој што ја твориме Божјата волја останува вечна, со тоа и ние. Или, не знам, мислам дека го цитиравме и ова, Матеј 7.20 и 21, кај што се вели: и така ќе ги препознаете по нивните плодови. Не секој што ми вели Господи, Господи, знаеме подолу се спомнува, па нели во Твое име проповедавме, ова правевме, тоа правевме, но поентата е, не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, и не секој кој што проповедал или ова правил, или тоа правил за Господа, нема да влезе секој во Царството Небесно, а оној кој што ја врши волјата на мојот татко кој е во небесата. Повторно гледаме дека се е поврзано со творењето на Божјата волја. Оној кој што е со обновен, со преобразен ум, нему му е јасна Божјата волја. Уште и на Никодим беше спомнат и он во асоциацијата, Исус кога му вели во 3.5 Јован: вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, и тоа го имаше, тој не може да влезе во Божјото царство. Без таа преобразба, без тоа ново раѓање, нема Божјо царство, нема вечност. Роденото од тело, тело е, а роденото од дух, дух е. Значи, потребна е преобразба, тоа ново раѓање. Сите ние сме родени од тело, меѓутоа треба наново да се родиме од духот, а тоа всушност значи обнова на нашиот ум, обнова на нашите размислувања, како што Павле ќе каже во Римјаните 8 глава, познати стихови 5 и 6, зашто кои се по телото мислат за телото, додека оние по духот мислат за нештата на духот.
Бидејќи мудрувањето на телото е смрт, а мудрувањето на духот живот и мир. Че видите, пак е поврзано со умот. Начинот на размислување. Имаме, значи овде, од една страна телесен ум, наспроти духовен ум. Јас стално велам, и мислам тоа и сум го научил низ мојот живот, дека нормално не е наше ние да ги цениме луѓето, меѓутоа по плодовите ќе ги познаете, како што претходно читавме. Јас знам да кажам и велам дека ако увидиш човекот како му функционира умот, ти веќе си го разбрал што човек е каков е. И дури можеш да претпоставиш што може да направи во некоја ситуација. Меѓутоа за тоа треба да си близок доста. Значи се е од тука. Се произлегува од тука и за жал ако не се трансформираме тука, ако не се случи преобразба на умот, ништо не сме направиле. Тоа е всушност на новото раѓање. Од тука се почнува. И затоа не треба да му дозволиме на ѓаволот да го измеша нашиот ум, туку да се клониме од светот, се што е во светот, а тоа се тука и парите, значи материализмот, ласкањето исто е начин на кој што функционира светот. Сето тоа треба да го тргнеме настрана, затоа што целта на ѓаволот е да ни го измеша умот, а Господ сака да ни го сочува. Оној, нели, дом кој што е изметен, среден и уште и да биде исполнет со Дух Свети, а тогаш Господ, примајќи го Светиот Дух, всушност го имаме Бога и тогаш тој ќе действува во нас и да сакаме и да постапуваме според неговата воља, како што вели Павле во Филипјаните 2.13. Сега доаѓаме кај тој момент, едно нешто друго кое што исто така може да ни го измеша умот. Бог действува во нас за да имаме среден ум преку неговата здрава наука. Се што е друго, знаете како во овој свет со здрава и нездрава храна, имате и таква, нездравата храна е со цел да ви направи проблеми и прави проблеми. Здравата храна е она која што ве одржува здрави и прави како што треба, така и во духовна смисла. Здрава наука, тоа е библиската вистина, тоа е Словото Божие, тоа е таа наука која што кога ќе ја примите, ви го одржува умот како што треба, а сета друга наука може да ви го измеша умот. И еве, да се навратиме повторно на онаа глава во прво послание до Тимотеј, 6 глава. Сега од таму и започнавме. Уште со првата тема која зборувавме за материализмот, тука и еден друг момент се спомнува. 1 Тимотејова 6 глава од 3 до 5 читам. Вели Павле, ако на Тимотеј му се обраќа и вели, ако некој поучува инаку, значи претходно зборува за односите меѓу роб и господар. И кажува како е библискиот однос, каков треба да биде. И сега вели, ако некој поучува поинаку од тоа, поинаку од библиската вистина, и не ги следи здравите зборови на нашиот Господ Исус Христос и на науката на побожноста, че овде се здрави зборови, тоа е здравата наука, тоа е науката на побожноста, тогаш што е, вели, надуен, не знае ништо, туку боледува од желба за распрашувања, преприки, како што денеска, нели, спомнавме, некој ја чита Библијата за да дебатира, да не знам да се докажува или било што, а не за да го запознае Бога. И 5 стих вели, празни преприки меѓу луѓето со изопачен ум. Овде, значи, еве гледаме, изопачен ум. Измешан, изопачен ум, лишени од вистината. Во се гледаат, значи, лишени од вистината, кои што мислат дека побожноста е средство за печалба. Затоа веќе зборував. Меѓутоа, сакам да потенцирам, луѓе со изопачен ум, тоа се оние кои што поучуваат поинаку и сваќаат поинаку и не ги следат здравите зборови на нашиот Господ Исус Христос, на науката на побожноста. Еве го ефектот, уште тука го гледаме на, да кажеме така, на нездравата наука. Значи, поинаква наука од здравата, која што има за цел да ни го измеша умот. Еве, отидете, ако можете, еве, како ние што сме веќе со добар стаж и ја познаваме колку толку вистината, да отидеме сега во некоја друга верска заедница и
Не знам дали ќе издржиме цело богослужение. Се зависи што тема ќе биде, ако е нешто онака што не поврзува, ајде така и така, ама ако има нешто од вавилонското вино, ќе не измеша. Не знам дали ќе останеме таму, дали ќе можеме да останеме. Значи, потребна е таа здрава наука, тие здрави Исусови зборови, тоа е Словото. Потребна ни е вистината за да го држи умот онака како што треба. Се отвораме во 2 Тимотево послание, 4 глава. И видите советот на Павле повторно до Тимотеј. Те заколнувам пред Бога, од 1 стих, и Христа Исуса, кој е готов да им суди на живите и на мртвите со неговото јавување и неговото царство. Проповедај го Словото, вистината, здравата наука, со други зборови. Настојувај во време и во невреме. Изобличувај, прекорувај, охрабрувај со сета трпеливост и со поука. Денеска го спомнавме тој стик, не го цитиравме, ама го спомнав јас. 2 Тимотеево, значи тука држите прст, отидете во 3 глава, сега малку назад, 16-17 стих, познати зборови. Што го советува Павле Тимотеј? Значи да го проповеда Словото кое што е вдахновено од Бога, како што вели таму целото писмо, 16 од 2 Тимотеева 3 глава, и е полезно за поука, за изобличување, за поправање, за воспитување во правдата, за да биде Божиот човек совршено подготвен за секое добро дело. За да биде Божиот човек како што треба. Таа моќ и таа сила ја има Божиото Слово, таа здрава наука. Сега вратете се во 2 Тимотеева 4 глава и да продолжиме од 3 стих надолу. Значи, советот е проповедај го Словото и во време и во невреме, секогаш. Зошто ќе дојде време кога луѓето не ќе трпат здравата наука. Мислите дека не е дојдено тоа време? Оддамна. Туку според своите страсти ќе си насоберат учители, што? За да им ги скокоткаат ушите. 2 Тимотеево, 4 глава, 3 стих. Значи, зашто ќе дојде време кога луѓето не ќе трпат здравата наука, туку според своите страсти ќе си насоберат учители, за да им скокоткаат ушите. Павле му вели на Тимотеј, проповедај го Словото, не да им ги скокоткаш ушите, туку што треба да правиш? Односно, 4 стих продолжи, вели, ќе ги одвртат ушите од вистината, од Словото, од здравата наука, а ќе се свртат кон бајки. И сега 5 стих вели, а ти биди трезвен во се. Ова не е измешан ум. Измешан ум има оној кој што сака бајки, оној кој што сака да му ги скокоткаат ушите, да слуша оно што сака да слуша, а не здравата наука. А ти биди трезвен во се, трпи го страдањето, сака да каже. Ако проповедаш онака како што треба, Словото, гарантирано ќе страдаш. Зошто? Па затоа што живееме во време кога луѓето сакаат да им ги скокоткаш ушите. Не ја сакаат здравата наука. Трпи го страдањето, врши ја работата на евангелист, исполнува својата служба до крај. Држи се на тоа. Значи, советот до Тимотеј, проповедај го Словото, вистината, здравата наука, и во време и во невреме. И ќе трпиш страдање за тоа. А зошто? Затоа што луѓето не може да трпат здравата наука. Вистината, Словото не ги скокотка ушите, туку што прави? Што вели во Евреите 4.12? Божието Слово што е? Како меч е живо и делотворно и поостро од секој меч, остар од двете страни, Евреите 4.12, и навлегува до разделување на душата и духот, на зглобовите и на мозокот, и ги суди мислите и намерите на срцето. Кој човек ова го сака? Никој не го сака од нас, искрено да кажеме. Кој сака вакво нешто? Кој сака ли некој да му буричка некој во неговите мисли? Сега, ако сакаме, значи, да дозволиме Светиот Дух да ни го среди умот, да го среди домот, треба да дозволиме, треба да бидеме такви. Значи, тоа е Божието Слово. Но, меѓутоа, по природа човекот тоа не го сака. Не сака никој да биде суден, не сака никој да го вознемирува. И сега која сме кај ова, не знам кој го кажа ова, не се сеќавам, дали беше Дојчин или Андреј Орошано.
Некој го кажа. Еве сега. Значи, вака рече. Ако излезете после богослужение од црквата вознемирени, тогаш сте слушнале проповед. Андре го кажа. А ќе излезете ли вознемирени ако некој ви ги скокотка ушите? Така ли беше? Да. Меѓутоа, Божето Слово е баш тоа, сече, може да вознемири, значи, може да вели навлегува до разделување на душата и духот. Затоа здравата наука луѓето се повеќе не ја сакаат. И факт е, живееме во едно такво време. Но факт е, мора да се сложиме тука, дека оној кој што разбира дека од умот започнува и се зависи од умот, дека тука треба да се направат одредени поправки или промени, ама не одредени поправки, како што рековме, треба да се случи преобразба на умот. Што е обратувањето? Знаеме, често пати ја слушаме, ако си ги сваќал вака работа, ако си одел во овој правец, одеднаш се свртуваш, сосема во друг правец одиш. Она што си го сакал, сега го мразиш. И обратно. Тоа е преобразба на умот. Вели, преобразувајте се, нели, како што велеше стихот Римјаните 12:2, преку обновувањето на вашиот ум. Динамичниот превод вели, допуштете Бог од внатре да ве преобрази, така што тој ќе го промени начинот на кој размислувате. И тоа е таа метаморфоза, која што треба да се случи. Самиот развоен циклус на пеперутката, значи не сега гасеница од пеперутка, со самата пеперутка зборам, почнува од јајце, па ларва, па кукла, па пеперутка. Значи, додека да пролета и да ја добие онаа слобода, така да кажам, слободен живот, има фази. За да бидете слободни, кој треба да ве ослободи и што ве ослободува? Што вели стихот Јован 8:32? Да, вистината. И ќе ја познаете вистината и вистината ќе ја ослободи. Тоа е пак словото, тоа е пак здравата наука. Таа ви ослободува, таа ви дава вистинската слобода, таа ви го трасира патот, таа ви го средува умот. Сето друго, се што е лажна наука, има за цел да ви го измеша умот. Ајде, ова ќе го прочитам, има време. Јован 4 глава, што и вели Исус на Самарјанката, знаете, разговара, таа го префрла многу умешно разговорот од, знаете што, кон теолошка тема, и сега каде сега треба да се кланяме, ваму на планината или во Ерусалим, и што и вели Исус. Но доаѓа час и веќе е тука, кога вистинските поклоници ќе му се поклонуваат на таткото во дух и вистина. Зашто таткото сака такви поклоници. Бог е дух и кој му се поклонуваат, значи 4:23 и 24, Јован. Бог е дух и кој му се поклонуваат, треба да му се поклонуваат во дух и вистина. 2 Коринќаните 3:17, вели, зашто Господ е дух, а каде е Господовиот дух, таму е слободата. Пак поврзано со тоа. И ова подразбира кога вели во дух и во вистина. Вистината веќе знаеме што е. Тоа е од А до Ш, се, што спаѓа во вистината. Во дух, што значи во дух? Неформално, туку од срце, значи, и водено од Дух Свети, вдахновено од Дух Свети. Не секоја служба Господ ја прима, како што им вели таму во Исаија 1 глава или не знам во Михеј каде беше, џабе се и вашите жртви и се паленици, и џабе и сабота и се, ако тоа не е онака вистински, од дух. Значи и вистината, ама и дух, во дух. Еве, кога сме кај тоа Римјаните 2:28 и 29, зашто не е јудеец оној кој тоа е надворешно, туку е ниту е вистинско обрезание, се извинувам, не образование, она што е надворешно врз телото, туку јудеец е оној кој е тоа во внатрешноста, а вистинското обрезание
На срцето, брзам по затоа. На срцето е по дух, а не по буква. Неговата пофалба не е од Бога, не е од луѓето, а од Бога. Значи не е по буква, туку од дух, по дух. Не е формалност, туку е од срце и душа. Сега, што има ова врска со Валаам? Лажна наука. Па ако читате тамо, сега ако ги читате и 22, 23, 24 глава тука кај што се случува главното действие, па нема баш нешто, ама тоа што на Валаам не му успеало со вражање, како му успеало? 25 глава, а? Добро, да, ама што бил сојот? Како паднале евреите? Ајде, 25 глава, броеви. И тука, за жал, пак мора жените да ги спомнеме сега. Броеви 25, 1 и 2. Додека Израел живееше во Ситим, народот почна да блустува со моавските керки и тие го повикаа народот на жртвувањата на своите богови, а народот јадеше на нивните гозби и им се поклонуваше на нивните богови. Отидува во лажна наука. Дека жените се опрашање, броеви 31.18, уште појасно 31.16, вели. Броеви 31.16. А токму жените по Валамовото наговарање ги заведоа израелевите синови да истапат против Господа во Фегоровиот случај, така дојде помор во Господовото општество. Значи, сега не се во случајов битни жените, може понекојаш понатаму ќе зборуваме, меѓутоа, како и да е, Валам ги посоветувал како и преку средство, нашол како, ѓаволот да ги заведе да одат да се поклонуваат на туги богови и да жртвуваат на туги богови. Еве таа лажна наука која што го меша умот и правите глупости тоеш. Ефектот на лажната наука. Или дури и Откровение 2.14, советот до Пергам, до Третата црква, како се спомнува, во кој контекст Валам? Откровение 2.14. Но имам нешто малку против тебе, до Пергам, значи, зашто имаш таму некои кои го држат учењето на Валама, кој го учеше Валака, да ги наведе на соблазан израелевите синови, за да јадат идоложртвувано и да блудствуваат. Значи, оно што не го успеал со вражањето, со обидот да го проколне Израел, додека Израел бил благословен затоа што бил послушен на Божите заповеди, успеал подоцна со тоа што ги навел да се клањаат на туги богови. Еве зошто е потребна здрава наука. Еве зошто е потребно словото, на кој што често пати брат Зоран повикува и сите ние, враќање на Библијата и проучување со молитва и со помош на Духот Свети, кој што единствено може да ни ја протолкува исправно, не само кога се опрашање пророштво и било што. И тоа е она што го изострува умот. Елен Вајд вели дека не постои книга, не постои средство кој што може така да не направи мудри и да не го изостри умот и секако што треба да бидеме од Библијата. Ама ако ја проучуваме како што треба. Со дух и вистина. Со молитва, со дух и молитва, ајде да кажеме. И да дозволиме да Духот делува во нашите животи. Резултатите ги видовме од здравата наука при овие стихови, но и од прифаќањето на лажната наука, помор дошол над израелците. Тоа е крајниот резултат. Меѓутоа, доволно вие во овој свет, во кој што повеќето се измешани умови, така да кажам, Господ се извинувам, ѓаволот малку да ви го измеша умот и може да отидете сосема на страна. А тоа Господ не го сака и затоа ни ја нуди и Библијата и здравата наука. Нека Господ ни помогне и ние да му дозволиме, и ние да му помогнеме на некој начин, затоа што без наша дозвола нема да може ништо. Слава нека му е. Амин.